Со овој амандман предлагам нова ставка за градежни работи со буџет од 5 милиони евра во буџетот на Министерството за образование, практично во програмата за проекти во основно образование. Намената на овие средства предвидувам да бидат за отпочнување на една пилот програма во која ќе се опфатат најмалку 20 основни училишта, во кои ќе се отворат кујни и кантини во овие училишта со цел да се служи топол, бесплатен и нутриционистички избалансиран оброк. Зошто го предлагам ова? И ова секако може да биде во координација со надлежните институции како Институтот за јавно здравје, Министерството за земјоделие, па и Министерството за здравство. Ако ги погледнете статистиките на Институтот за јавно здравје, ќе приметите дека дури повеќе од 30% од децата од 6 до 9 годишна возраст имаат зголемена телесна тежина. Од друга страна, ова кореспондира и со класната раслоеност. Извештајот на ОПСЕ во поглед на детската сиромаштија вели дека 32% од децата во Македонија живеат под прагот под националниот праг на сиромаштија во Република Македонија. Значи, можеме да приметиме дека децата кои што доаѓаат од посиромашните семејства, кои што живеат под прагот на утврдениот национален праг за сиромаштија, имаат проблеми со исхраната што предизвикува кај нив зголемена телесна тежина или обесност. Практично со оваа програма ќе се неутрализира од една страна класната раслоеност кај учениците, од друга страна ќе се подобри нивното здравство, што во иднина за овие генерации ќе се заштеди и во ставките за здравство, но исто така ќе отвори и нови можности, нови пазари, така да се изрезам, за пласирање на своите производи на земјоделците, особено локалните земјоделци околу кои што ќе се отворат овие кујни во основните училишта. Секако тука треба да бидат вклучени и посебните локални единици во кои ќе се одлучи да се спроведе овој пилот проект. Инаку, во споменатиот обесноста на децата, ОПСЕ го следи на ниво на Европа и ОПСЕ директно има препорака за Македонија дека треба да воведе една ваква програма или слична, со цел да го спречи овој тренд на зголемување на телесната тежина кај децата. Вакви практики во Финска, да не зборуваме, веќе повеќе од 70 години се спроведува една ваква програма. Словенија исто така веќе подолги години спроведува ваква програма. Можеби најинтересен пример би бил хрватскиот пример, каде што они пред неколку години, воведувајќи пилот програма, исто како што се предвидува со овој амандман, увидувајќи ги резултатите, позитивните резултати кои што ги даде оваа програма во сите аспекти, и економски, и здравствени, и социјални во поглед на неутрализирање и разбивање на ефектите од класната раслоеност, мислам дека од оваа година или од следната година они ќе почнат истата таа пилот програма да ја спроведуваат на национално ниво. Од тука сметам дека е многу важно да се воведе една ваква нова програма во Министерството за образование, за да конечно го запреме овој тренд на лоша исхрана на нашите деца. Благодарам.